Мира, на крајов од вашето излагање веќе ги споменавте дека владата ќе превземе чекори во однос на тие дипломатски протоколи. Како владата воопшто си дозволила еден ваков разговор, бидејќи дипломатските протоколи токму тоа и го овозможуваат, односно комуникација најпрво на амбасадите на тие земји со кои што сте имале комуникација, како е воопшто дозволен таков пропуст и да се случат еден вакви разговори? Значи, почитувани се сите постојни протоколи на поврзување кога некој бара комуникација со премиерот, како и со другите функционери. Јас напоменувам, не ми е прв пат да имам разговарано со Столтенберг, со Порошенко, со многу други лидери на земји партнери на Република Северна Македонија и во споставената комуникација во еден од разговорите преку фиксната мрежа, овде во владата. Додека сум на работа, двата телефони се преку WhatsApp, кои што се разговарани. Секако сум имал, не само јавноста знае, и средби, и состаноци, и средби на форумите како Давос, Михенскиот безбедносен форум кој што се одржуваше и секаде. Кога се воспоставени праксите, се бара комуникација, се утврдува терминот која да се јават, тогаш се приклучува врската и следи разговорот. Секако, никој пат, дури во други посовремени земји, каде што постои cyber security и постојат одредени безбедносни мерки, гледате дека се случувале, како Франција или Борис Џонсон додека бил министер за надворешни работи и слично. Јас верувам дека целиот свет треба да работи на тоа, така и нашата земја. Дел од реформите на безбедносниот систем и на разузнавачките служби, како дел од реформите за НАТО, представува и security, сигурноста или безбедносната сигурност, која што треба да се воспостави како еден систем и верувам дека таа е една вечна борба. Секој пат ќе ја поставиме, па ќе треба да ја надоградуваме. Вакви манипулатори и добро организирани структури, инвентивни ги нареков во моето обраќање, секогаш ќе наоѓаат одредени пристапи. Јас многу жалам што и кај мене, веројатно кај голем дел од јавноста е горко чувството по ова работа, но едноставно во машинеријата на секојдневните работења, комуникација со сите, денот почнува, терат состаноци по 15-20 минути, измеѓу го правите разговорот и продолжувате со состаноци, се случил еден ваков пропуст, за што им се извинувам секако на граѓаните. Моја олеснителна околност е дека сум во добро друштво, значи многу посовремени земји со личности кои што ги спомнав, дефинитивно паднале на целата оваа манипулација и шпекулација. Молам само микрофонот. Во контекст на ова што го кажавте, дали претходно имало остварена комуникација на кабинетите за да има воопшто ваков разговор? Како не, ако следите што зборувам со наводниот Столтенберг, тоа се темите јас што ги зборувам со Столтенберг, ги држевме на пресконференција овде во владата за сите наши аспирации, секако на официјалните состаноци кои што ги имаме. На состанокот кој што сум го правил со претседателот Порошенко во Давос, например, сме разговарале заради тоа што определбата и на Украина е за НАТО, а и нашата определба е за НАТО. И нормално, заради тоа што важи за еден од собствениците на големите фабрики за чоколадо. Ја користам приликата да го поканам дури да инвестира фабрика за чоколадо во нашата земја. Тоа е странска инвестиција за мене и слично. Многу е лесно на доврзувањето, заради тоа што се водат и транспарентни постапки, обично после секој состанок даваме изјави. Јас ги соопштуваме тие детали од нашите официјални состаноци, со кои и да биле, што се одржале, ги со јавноста ги споделуваме и не е толку тешко да се поврзат темите и да буквално води и провоцира соговорникот, во овој случај конкретниот јас, а во други случаи сите тие личности како Макрон, Џонсон и другите на теми на кои што се актуелни теми и многу податливи, односно па дури и преокупации во моментот на самата личност која што е таргет или мета на ваквата организирана лажна вест. Продолжуваме со прашање. Колешкава, па колегата третиот ред. Ке даваме на сите. Премиере, имаше реакции дека откривате државни тајни разговори како и телефонски броеви. Кој е вашиот одговор на тоа? Зашто ги откривате телефонските броеви, еве конкретно? Значи, нормално се бара од мене во моментот да дадам телефонски број за некој кој што е задолжен со Југоисточна Европа и со Европа, на некој во кој што јас искрено верувам дека е претседателот на Украина. И го давам телефонот. И секако не верувам дека тоа е државна тајна. Секако жалам што тоа е така злоупотребено.
но истовремено во целиот овој разговор јас не гледам дека има некој издавање на државни тајни. Тоа се ставови кои што ние ги повтараме секој ден, дали се за работи кои што се однесуваат овде на Балканот, дали се за евроатлантските интеграции, дали се за нашите аспирации, дури апсолутно смех и шала кога се зборува за Питер Македонски или за тој дел, заради тоа што соговорникот ја отвара темата, јас се шалам со таа тема, заради тоа што навистина е смешна темата и така и реагирам. Продолжуваме колегата Александар Павле. Премиере, ќе цитираме на ваша флоскула прво дека не е битна формата, битна е содржината. Сега во обраќањето кажавте дека биле сечени и лепени материјалите. Меѓутоа фактот останува дека вие се согласувате да платите мито од 100.000 евра како донација за црквата, оддавате разговори кои што сте ги имале со странски државници, како например со Ангела Меркел, во врска со планот за Косово, давате телефонски броеви на господинот Вес Мичел и на господинот Рамуш Харадинај. Мислите дека само извинување е доволно или ќе си дадете или оставка, затоа што зборувавте дека сте доблесен, дека... Апсолутно не издавам никаква државна тајна. Јас зборувам и споделувам нешто за кое што се наши официјални ставови јавно соопштени, дали е на состанок со Меркел, дали е со Столтенберг или слично, само ги повтарам тие ставови. Нема ништо ново, не е нешто скриено, не е нешто под строго доверливо или слично. Жалам за споделувањето на телефоните. Јас секој пат сум кажал и било кој може да го сподели мојот телефон. Граѓаните го знаат. Мојот телефон јавно достапен, насекаде но го знаат многу земји, посебно лидери, премиери, председатели и слично, и често и практиката и да се слушнеме по телефон, директно да разговараме, не некогаш дури само преку централите на нашите официјални фиксни телефони кои што ги имаме. Немам намера секако да поднесам оставка, заради тоа што од овој процес мислам дека излеземе само посилни и поучени. Се случувало тоа насекаде во многу други земји и апсолутно не мислам дека треба да ја заокружам, односно ја стегнам и ја затворам мојата комуникативност. Сакам да комуницирам, сакам да разговарам за интересите на нашата земја, сакам да споделувам информации со граѓаните, сакам да примам информации од граѓаните, јас сум многу достапен човек со сите, верувам дека транспарентноста е една од придобивките за работите, но за жал понекогаш ваквата отвореност еве носи вакви, би ги нарекол за мене барем горки чувства кои што секако не би требало да се случуваат во земја која што води максимална грижа за своите комуникации. Продолжуваме колегата. Повеќе. Може ли просто да ни објасните како успеа да стапат со вас во контакт и од тука кој е протоколот по кој што се водите вие како премиер кога треба да разговарате со некој политичар од висок ранг? И во случајот, например, го спомнавте Борис Џонсон, он во првите 10 минути открива дека од другата страна е манипулација и го прекинуваат разговорот. Во вашиот случај се работи за 60 минути разговор. Сепак не е малце. 3 разговори. Кој е протоколот? Има ли други луѓе на линија? На кој телефон разговарате? И останати прашања. Протоколот не е дека се снимат разговори или има друг човек на линија за овие разговори. Обично седи до мене мој советник и прави записник од самиот разговор, додека јас телефонски разговарам. Секако практикувам и јас и многу други политичари директна комуникација, која што, гледате, се случува на WhatsApp, се случува директно на телефон, некогаш се случува на некои од другите апликации кои што се користат, се во зависност од каде сте, перцепцијата за штедење на разговорите кога разговарате со странство или слично, но првиот разговор е овде во канцеларијата. Значи, јас сум на работа, побарано е од председателот Порошенко, наводно председателот Порошенко, да стапи контакт со мене, давам термин измеѓу состаноци, кога е, и тогаш разговарам, кај мене седи службеник, најчесто тоа е за надворешна политика Дане Талевски, или ако е некој за европски прашање или европски политичар, се случува да биде Бојан Маричич или дел од другите советници, ја ги спомнувам нивните имиња кои што водат записник, прво записник за да остави архива во државата и второ да соопштиме на медиумите. Знаете дека е со председателот Пенс до сега имам 2 или 3 разговори, секогаш сме објавувале во јавноста содржината на самите разговори, слично, секако тоа преку записникот кој што се води, се што се разговара внатре, веднаш споделуваме со јавноста и секако останува во архивите на државата. Продолжуваме, колегата Павле.
Според официјалниот протокол, кога вие разговарате телефонски со лидер од странство, се изготвува записник. Тој записник потоа се предава во амбасадата на земјата која тој државник ја представува, во случајот Украина. Тоа би значило дека вие после првиот разговор би откриле дека се работи за луѓе кои прават измама, но ова траело година дена. Од прилика, од првиот разговор до последниот, до третиот разговор. Значи има сериозен пропуст кај вас, односно кај вашиот протокол. Ке понесе ли од одговорност некој од овие советници на премиерот Заев, 90 на број, затоа што Македонија излезе смешна пред меѓународната сцена поради ова? Значи, ниту сме барале проверка дали записниците преку одредена амбасада стигнале до одредена земја со кој што председател, премиер или било кој од високите јавни политички функционери се прават разговори. Не ги правиме ние проверките по протокол, дали таму на вистина стои тоа и дали тие имат изготвено свој записник заради тоа. Како што објаснив, ние си водиме наш записник, советникот е тука и на самиот записник тоа го правиме. Така да не може да барате одговорност од некој во протоколарниот дел, дали тоа проверил амбасадата соодветна, дали пренела или слично. Ви кажувам дека ние комуникациите ги воспоставаме понекогаш со преку амбасадите, таму каде што не постои комуникација. Таму каде што постои комуникација се случува директно кабинет на кабинет да се бара, дали ние бараме или некој кабинет не бара директно во нашиот кабинет, ама се случува реално се тоа да се слушате по телефон. Со премиерот Ципрас имам толку телефонски разговори на WhatsApp во целиот овој период заради поддршка на нашите министри, заради креирање на идеи, изнаоѓање на решенија, заради тоа што бевме составен дел од преговарачкиот процес. Но сето тоа е во делот на поттикнувањето и креирањето на идеи. Сите состаноци кои што се одржале во разговорите за договорот од Преспас и имат своји записници, тие си стојат во архивите на Министерството за надворешни работи и апсолутно тука се запазува целиот протоколарен дел. Лани рековте дека Македонија добила датум за ЕУ, потоа се испостави дека не сме добиле датум за ЕУ. Дали можеби со канцеларката Меркел сте имале сличен ваков разговор? Јас со канцеларката Меркел имам неколку пати разговарано и секогаш кога имам разговарано, имам соопштено во јавност. Јас барам денеска преку службите, верувам дека ние имаме и јавноста информирана за разговорот Столтенберг-Порошенко. Еве, ако е тоа така, ја имаме. Значи, зошто часуваме потреба транспарентност? Да соопштиме, не сме се криеле ништо. Разговарат премиер на Република Северна Македонија и председател на Украина. Немаме тајни нешто што да криеме, слободно ги повтараме ставовите кои што постојат натре и се сметаме за представници на земји и пријатели. Имаме споделено со јавност. Со Меркел секогаш кога имам разговарано, тоа е споделено со јавност. Јас верувам дека нема ваков вид на манипулации со Меркел, а ако има ќе го видиме во јавноста, но верувам дека нема. Продолжуваме, Ардијан. Премиере, дали има внатре во држава осомницени луѓе кои се дел од таа структура за тоа пропаганда, дали имате информации или дали се известени службите што ќе се превземе во овој правец, пошто мора да ги информира некој, мора да ги советува таа организирана група што ви. Значи, јас само уште еднаш напоменувам, во последните денови, се до тоа што се случува, нашата земја е пред полноправно членство во НАТО. И во многу други земји се случувало. Имаме периоди кои имаме откриено како се напаѓаат одредени мејл адреси на соодветно министерство, кое што е многу важно во одреден момент. И ги гледаме, заради тоа што дел од капацитетноста на нашите информатички техничари тоа го гледат и воспоставуваме контрола и механизми кои што ние како држава ги имаме како свој капацитет. Секако истраги некогаш се водат во тој дел што тоа законот го дозволува. Апсолутно се прават и одредени согледувања како да се направи одбранбен механизам или да се изградат одредени мерки заради лажните вести, заради интелектуалната организираност за креирање на вакви аспекти за кои што денеска дискутираме, но многу често знаете дека една од најтоп темите на кои што дебатира светот е токму лажните вести и креацијата околу лажните вести. Вие доаѓате од медиумите, почитувани новинаристе и знаете колкав дел тоа ремети делот на вашата работа, а ремети секако работата и на државите, на јавните институции и така натаму. Ние како млада земја доправа преку стратешките партнери црпиме искуство и експертиза во градењето на cyber security,
комплетно пред се односот на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, и тоа го правиме низ реформскиот процес, дел од реформите и дигањето на капацитетноста на државата заради НАТО членството, апсолутно значи и комплетно заштита на дигиталниот пренос на информации од секаков тип, дали се мејл, дали се комуникации, дали се пораки, дали се записи, дали се одредени други видови на комуникации. Го градиме нашиот систем и ќе продолжиме да го градиме согласно сите капацитети кои што ги имаме како држава. Колешката, Павеле? Микрофон. Премиере Заев, ако може малку по-конкретно, што значи тоа неавтентичен контекст во делот за МПЦ, каде што зборувате и за подготвеноста да дадете 100.000 евра, како што се вели во снимката, за решавање на прашањето со МПЦ, и дали се слушнавте со вистинските Порошенко и Столтенберг и што ви рекоа тие по ова? Се немам слушнато. Изместувањето на конотацијата е заради тоа што во еден сегмент се прави разговор за автокефалноста на Македонската православна црква, искуството на Украина, како може да помогнеме, дали може, тука кажувам кога помага и премиерот Ципрас, се труди да помогне, бугарската црква јасно помага во тој дел, без секако да навлегуваме во одредени односи, но како политичари наша должност е да ги олеснуваме односите. Еве, и дури за спорот СПЦ, МПЦ, ние даваме само позитивни пораки, се обидуваме тоа да го помогнеме, тоа е спор помеѓу црквите кои што треба да се решава. И еден дел од контекстот на кој што разговараме е автокефалност. Сосема друг дел е колку треба да се подржи верските заедници, колку треба да се подржат. Јас, знаете дека бев и на суд заради градење на црква во Струмица. Моето семејство лично, јас имам 14 цркви изградено, 3-4 џамии помогнато. Ги помагам заради тоа што за мене тоа се Божји домови, јас сум верник и верувам дека придонесувам заедно како сите што имат, па може да придонесат во изградбата на Божји храмови. Сум го правел тоа дома или во странство. Последниот обид е да помогнеме на отецот во Загреб, например, што го правиме во моментот за изградба на православна црква во Загреб, на која што Загреб дал бесплатна локација, има пари, но редот и ние некако да помогнеме за да се доизгради тој храм. Значи, немам дилеми, никој пат не биле спорни моите планови, придонеси или слично. Многу често сум знаел да бидам горд за тоа, за да позитивно испровоцирам и други да помагат. Оти некој пат општествената одговорност е важна работа во државата. Сум бил многу често пример, најповеќе како градоначалник на Струмица додека сум бил, но секако и до ден денеска мислам дека се што може да се помогне, треба да се помогне. Јас сум православен верник, автокефалноста на Македонската православна црква е отворено прашање и јас ќе продолжам да помагам секако низ диалог и дипломатија, тоа што е дозволено, да се изнајде решение на тоа прашање. Продолжуваме, молам микрофонот. Во разговорите не е проблем, ако треба да дадеме, се смешкам, ха-ха, се разбира, така е, заради тоа што го сваќате. Ако треба да се помага, се помага. Тоа е православната патријаршија, комплетно. Јас немам проблем да помагам секако за она што значи интерес на верските заедници. Премиере, велите дека според протоколот се прави записник и се архивира. Архивирани ли се овие разговори? Да, се запишени, записниците стојат во архивите на владата. И во еден момент во разговорот велите Вучич е под контрола на Русија и на Путин. Тоа е очигледно. Ќе влие ли тоа на нашите односи со Србија? Јас жалам што во вакви констелации некој пат со невниманието може да кажете нешто кое што и во суштина и не е така, заради тоа што пределбите на Србија кон Европската унија и интеграциите се многу јасни. Суштината на разговорот не е во тоа својство, јас не сакам никого да повредам во тој дел, но суштината е дека навистина се многу поизразени соработките помеѓу Република Србија и Руската Федерација. Продолжуваме, колешката Павеле, само микрофон. Господине Заев, дали после овие објавени разговори со лажните европски представници имавте реакција од вистинските и од тие што се споменати во разговорите? И какви се реакциите? Немаме, се уште немаме реакции. Премиере Заев, уште на почетокот рековте дека сте биле во добро друштво, меѓутоа граѓаните на Македонија не ги интересира што се случувало во Франција. Зад мене стојат 15 луѓе од вашиот кабинет, верувам имате 100. Ке понесе ли некој одговорност што не го пресретна ова цела година и уште еднаш ке го
Повторам прашањето, очекувате ли реперкусии врз дипломатските односи на Македонија со серија држави кои што, несрекно во ситуацијава се спомнуваат во разговорот? Фала. Добро, не очекувам реперкусии, ако се случат, ние немаме проблем да се извиниме за одредена грешка или слично и така ќе постапуваме. Ние сме земја пријател со сите, немаме отворени прашања со никој во светот, ниту со нашите соседи, ниту со стратешки партнери, ниту со земји со кои што сакаме да унапредиме соработката. Секако и како што реков, од тоа верувам дека ќе излеземе помудри, подготвени за во периодот кој што доаѓа, за да не се повтараат вакви работи. Продолжуваме. Повели колешката, да? Господине Заев, колку што сватив, одговорност немате вие, одговорност нема протоколот. Вие сте жртва на и мета на политичка дискриминација. Сметате ли дека е сериозно за меѓународната јавност да помине со едно извинување до него и одно да срце? Дали конечно ќе заигра методата или па јажина ќе фаќа на така? Зошто мислите дека е направена таква штета, за да може да има потреба некој да понесе одговорност? Значи, штетата е во чувството дека е снимен премиерот на Република Северна Македонија. И тоа е чувството. Јас ги повтарам ставовите, кои што се наши официјални ставови. Јас лично сум верувал дека постои тој состанок и официјално како премиер зборам на самиот тој состанок. И апсолутно, ако некој сум повредил со таквите ставови, знам да се извинам во тој дел и апсолутно не мислам дека треба да се понесе одговорност. Јас сум подготвен човек секогаш да понесем одговорност за се, почнувајќи од мене. Но сакам да ги знам причините и реално се случува тоа и во земји многу поорганизирани од нас, со поголеми капацитети од нашата земја, и еве се случува, заради тоа што не можете да престанете со комуникациите, не можете да правите обиди во ваквите комуникации или слично. Верувам дека ова прашање не е прашање на кое што премиерот треба да поднесе оставка, односно од тоа треба да повлечеме поука и уште повеќе да бидеме подготвени за да не се повторат вакви работи. Продолжуваме. Колешката од 21. Господин Заев, дали се сомневате дека можеби некој од Македонија го порачал овој разговор и конкретно дали се сомневате во некого? Не, апсолутно верувам дека е тоа што е познато и во јавност. Луѓето се познати, не ги знам имињата, ги видов, не ги запамтив имињата, тоа го правеле насекаде, го направиле и тука. Секако, реков, очигледно е дека се работи за земји членки на НАТО или земји со аспирации на НАТО или евроатлантските интеграции, вака да ги кажам, согледувајќи ги сите таргети кои што биле внатре, и нашата земја е пред полноправно членство во НАТО. 20 земји го имат ратификувано протоколот, оваа недела 21 ќе станат, веројатно другата недела веќе 22, од 29 ние сме пред вратите на НАТО и една од причините според мене, можеби не е така, но јас така верувам дека согласно сите информации кои што имам, е заради тоа што ние сме следната 30 земја членка на НАТО. Затоа и нашата земја избрана за тој дел, односно јас како личност. Продолжуваме. Колегата. Господин Заев, имам слично прашање како колешката. Одговорност некој мора да понесе. Со извинување, мислам, ни граѓаните имаат корист од извинувањето, ниту пак нашите меѓународни партнери. Како ќе имаме после ова нормални односи со Косово и со Србија? Вие откривате план, значи, може би во овој разговор, не знам, еве, викате дека немало толкава штета. Ама се поставува прашањето колку од вашите разговори биле безбедни? И дали секогаш сте разговарале со, може би со вакви луѓе? Ви се представувале лажност, им кажале информации кои што се од безбедносно сензитивни? Значи, одговорност некаква мора да има. Ниту има одавање на тајна, ниту има безбедносно сензитивни информации. Се извинувам што ќе ве прекинам, само вие во разговорот кажувате за планот за промена на границите помеѓу Косово и Србија. Како тоа кажувам за планот? Значи, еве вака, ако завршивте со прашањето, така може да дадам одговор. Да. Значи, актуелна е темата и зборат сите за неја дека може да има развиени планови за размена на територии и промена на граници и слично. Нашиот став како држава е јасен по ова прашање, дека ние сме против размена на територии. Нашиот став е интегрирани во Европската унија, понатаму со поминувањето во безцарински зони, односно отварањето на границите помеѓу земјите како членки земји на Европската унија. Нема потреба да разговараме за промени на границите. Границите кои да ги чепнал во минатото и во нашиот континент, и во нашиот регион или насекаде во светот, обично отварале војни. И затоа нашиот став е реално дека сме против промена на граници. И сме го кажале тоа и апсолутно секогаш
водиме грижа дури во нашите официјални јавни ставови дека ние сме за решенија кои што носат зголемена регионална соработка, го помагат интеграцијскиот процес на целиот овој регион во Европската унија, за решенија кои што ќе го потврдат и гарантират трајниот мир и безбедност во целиот регион. Тоа се нашите ставови кои што јавно ги соопштуваме, а секогаш сум бил од помош и знаат многу лидери во регионот да дадам решенија, идеи како со посвежи сеќавање од постигање на договор и за други прашања кои што се отворени прашања во самиот регион. И затоа викам, се трудам да помогнам. Нормално е. Сите се трудале да помогнат и околу решавањето на нашите прашања, ред е да помогнете непријателите кога решаваат и тие сопствени прашања. Секогаш со исклучително добра намера, решенијата и одлуките ги носат самите земји кои што се две страни на решавање на било кој спор. Така беше и кај нас. Реков за одговорноста, немаме намера да поднесеме одговорност. Продолжуваме. Зелено од кога? Сите ќе добиете збор. Господине Заев, рековте дека разговорите со фиксната телефонија и со апликацијата WhatsApp. Не ви текна дека со WhatsApp можете и видео разговор да правите, да видите дали се вистинските личности со кои разговарате? Од денеска, кога гледаме што се случило, да, секако можеме на тој начин тоа да го проверам за воиднини. Но во истиот момент, апсолутно не ви паѓа на памет дека е возможно некој вака тоа да го организира. Гледате дека имаме и конференцијска врска која што организира. Тоа е, кажува, инвентивноста на организаторите по овие пранкови, кои што апсолутно ги правеле на секаде во светот. За жал, се направени и со нашата земја. Продолжуваме според најавите, имаме уште 3 прашања. Колешка Повеле. Примери уште едно прашање. Првиот разговор кој што е снимен во август е непосредно пред одржувањето на референдумот. А во делот со лажниот Порошенко би рекла, тој ви наведува една мисла од Сталин во која што вели дека не е важно колков е бројот на гласовите, туку кој ги брои гласовите. Во еден дел вие се согласувате као да одговарате на тоа. Дали таквиот совет ви помогна во тој период на референдумот? За мене советот е да не ги украдат гласовите. Оти во земјите каде што имало режими, подолг период знаат и да се украдат гласовите. Затоа е мојата и реакција. Значи, важно е да се чуват кутиите, важно е да се избројат гласовите. Тоа е мојата перцепција за разговорот и затоа сум одговорил да, важно е. Продолжуваме. Имаме уште 2 прашања. Колегата. Јас ако ве разбрав добро, проблемот не е во тематиката на разговорот, туку проблемот е во протоколот, каде што се направила грешката. Значи, сепак одговорноста треба да ја бараме таму, а вие сепак одбирате да ги браните луѓето кои што прават грешки, а се блиски до вас. Сакам да се префрлам сега на друга тема. Истото се случува и со Рашковски. И покрај сите проблеми, и покрај сите и целата негативен бран во јавноста кој што ви донеси негативен рейтинг, имало и во минатото проблемот со непотизам кај него, сега најактуелно со МНАВ. Вие упорно не барате одговорност од никој кој што е близок до вас. Ти искоментирате ли нешто за тоа? Значи, јас барам одговорност и ние сме пред одлука секако за одредени грешки, ароганции и слабости кои што се случиле со одредени функционери, но апсолутно само уште еднаш потврдувам. Се соочуваме со проблем на завршен тендер во септември 2016 година, кој што после повеќе од 6 месеци го отвараме заради тоа што нема реализација на следните чекори во имплементацијата на завршениот тендер. Претходно држам јас состаноци, држа другите служби, даваме насоки, со заклучок го задолжуваме Рашковски, менуваме обид само и само да може да се реализира набавката на новиот систем кој што е во МНАВ. После тоа даваме задолжување да се одржат ваквите состаноци. На самите состаноци, апсолутно, тоа и истрагата ќе го потврди. Тука се представниците на компанијата, тука се представниците на МНАВ, тука е Рашковски заради задолжувањето, за да може да се имплементира и реализира ваквиот проект. И јас знам како сум дал насоки. И апсолутно да можете да обвинувате некој дека разговара таму за мито или за корупција, апсолутно не е тоа така, заради тоа што не постоело тоа така. Се бара записник да се води на самиот состанок. Во самите разговори го имат. 8 души се на состанокот. Значи, не ја гледам вината, јас ако ја видам вината, реков санкцијата на политичка одговорност е едноставна санкција и никој не е венчан за својата позиција. Па дури кривичната одговорност сум ја коментирал и во парламентот. Во Македонија нема бесење или стрелање.
кривична одговорност одговара со затвор, има парични казни, има други видови на казни и апсолутно немам никаква дилема. Но ако сме се нафатиле да водиме јавни функции, не значи дека треба да прифатиме да бидеме боксерска вреќа. Секој пат фокус, критички осврт на јавноста, да, заради тоа што транспарентноста е следниот чекор на реформите во Република Северна Македонија. Ево во правосудство законите се донесени. Само будното око на јавноста, на вас новинарите, фокусот на целата јавност може да ги подобри состојбите, да бидеме прво подобри како граѓани или слично. Ако ја видам вината, почнувајќи од мене, еве денеска мене ме прозвавте, пред неколку дена генералниот секретар на владата, или за било кој, ако ја видам вината, немам проблем да разрешам некој, немам проблем и да го пуштам на друга функција. Овде не бил добар, заради тоа е спецификата на самата работа. На друга, трајно да се разделиме во нашите ангажмани, кои што ги имам. Немам проблем со таа работа, но сакам да ја видам одговорност. Последно прашање. За крај 3 сегменти. Првиот сегмент е во разговорот, велите дека сте прочитале дека шумерците се предходници на украинците. Може да ни кажете кај сте прочитале. Вториот сегмент е дека вие отворено велите дека ќе дадете донација од 100.000 евра за Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Нели мислите дека можеби тоа е мала навреда за господинот Вартоломеј, едно вакво прашање кое трае 70 години да се реши со 100.000 евра донација? И трето, лидерите кои ги спомнавте, вашето елитно друштво, сите сватија за 20 минути. Вие свативте за година дена. Се чувствувате малку лошо поради ова? Се чувствувам лошо. Би бил посреќен ако сум го ова сватил на првата минута од разговорот. Ами не сум го сватил. Јас сум човек од крв и од месо, искрено посветен на своите задолженија, секојдневието на секој премиер, веројатно и моето е такво, со динамични состаноци, разговори, користите секој момент да направите колку можете повеќе или слично. Не се сеќавам на тој дел од разговорот каде што се зборува за на кои наследници биле и не можам да го коментирам во моментот. Ако се сеќавам, ќе дадам моите реакции директно по тоа прашање. А мојата реакција внатре кога зборуваме за придонесот на Македонска православна црква, на верските заедници, апсолутно и него сваќам сериозно заради тоа што се зборува за 100.000 евра. Јас за мене секој пат тоа биле материјали, биле некој пат финансиски донации или било што, апсолутно и бегло го поминувам заради тоа што низ разговор веројатно некој со намера, но јас мислам во тој момент дека некој успат го пушта, едноставно го искоментирате и се ме води чувството таков каков што сум. Лично, со своји средства, со средства од моето семејство, од фирми блиски на моето семејство или во собственост на моето семејство, имам многу често помагано. Со сериозни суми на пари, материјали, најчесто цигли, заради тоа што има циглана во Струмица или слично. И кога ви се случува ваков разговор, кажувате дека буквално растеретено немате проблем да помогнете некаде ако треба да се помогне. Јас го сваќам тоа како прилог, како проблема, не како некој треба да земе пари за да донесе некоја ваква или слична одлука.